Добар ден, вторачи! Овој час македонски јазик ќе повторуваме за реченица. Подгответе си ги тетратките по македонски јазик и приборот за пишување. Прво, да се потсетиме што е тоа реченица. Од што е составена реченицата? Реченицата е составена од зборови кои треба да ги поврземе така што со нив ќе искажеме завршена мисла. Јас ви напишав една реченица во која што зборовите се со неправилен редослед, неправилно подредени. Ајде да ги прочитаме прво онака како што се напишани. Читаме заедно. Играат, паркот, во, децата. Зошто велиме дека зборовите во оваа реченица не се правилно подредени? Да ги прочитаме уште еднаш. Играат, паркот, во, децата. Кога вака ќе ги прочитаме, со нив не искажуваме завршена мисла. Ајде сега да ги подредиме правилно, да изброиме колку зборови имаме. Броиме заедно. 1, 2, 3, 4. Значи, треба да напишеме реченица составена од 4 збора. Што забележуваме кога ќе ги погледнеме зборовите? Освен тоа што се напишани со различна боја, забележуваме дека еден збор се разликува од другите по тоа што е напишан со голема почетна буква. Тоа е зборот децата. А ние веќе знаеме дека на почетокот од реченицата секогаш се пишува голема буква. Па затоа и оваа реченица ќе ја започнеме токму со зборот кој е напишан со голема буква. Пишуваме заедно. Децата. Кој е следниот збор што треба да го напишеме? Што прават децата? Децата играат. Значи, следниот збор што го пишуваме е играат. Каде? Во. Пишуваме во. Паркот. Пишуваме паркот. Децата играат во паркот. На крајот од реченицата пишуваме знакот точка. Да ја прочитаме уште еднаш реченицата заедно. Децата играат во паркот. Сега со оваа реченица нешто кажуваме. Имаме искажана и завршена мисла. Следна реченица. Да ги прочитаме зборовите заедно. Училиште, оди, Марија, на. Со кој збор ќе започне реченицата? Кој збор е напишан со голема буква? Тоа е зборот Марија. Пишуваме Марија. Марија е збор кој означува име, а имињата деца секогаш се пишуваат со голема буква. И кога се, и кога не се на почеток на реченица. Кој збор ќе го напишеме следен? Што прави Марија? Оди. Каде оди Марија? На училиште. Пишуваме училиште. Да ја прочитаме целата реченица. Марија оди на училиште. На крајот ставаме точка. Повторно да ги прочитаме зборовиве заедно. Најдобар човекот е книгата пријател на. Што мислите? Со кој збор треба да ја започнеме реченицата? Со зборот што е напишан со голема буква. Тоа е зборот книгата. Пишуваме книгата е. Што е книгата? Најдобар. Што најдобар? Пријател на човекот. На крајот ставаме точка.
да ја прочитаме целата реченица. Книгата е најдобар пријател на човекот. Сега уште еднаш ќе ги погледнеме и заедно прочитаме сите 3 реченици. Децата играат во паркот. Марија оди на училиште. Книгата е најдобар пријател на човекот. Кој знак стои на крајот на првата, на втората и на третата реченица? Тоа е знакот точка. Како ги викаме речениците кај кои на крајот стои знакот точка? Ги викаме расказни реченици. Зашто ни служат расказните реченици? Со нив, деца, нешто кажуваме или раскажуваме. Но освен расказни, имаме уште 2 вида на реченици, кои сигурно ги знаете, но сега да се потсетиме заедно кои се тие. Слушнете ме сега внимателно, ќе ви прочитам една реченица, а вие сами ќе откриете каква е и кој знак треба да стои на крајот. Каде играат децата? Уште еднаш ќе повторам. Каде играат децата? Што правам со оваа реченица? Прашувам. Значи, каква е реченицата? Реченицата е прашална. На крајот треба да го ставиме знакот прашалник. Уште еднаш, слушајте ме внимателно. Кој оди на училиште? Кој оди на училиште? Каква е оваа реченица? Што правам со неа? Прашувам. На крајот треба да го ставиме знакот прашалник. Значи, речениците со кои прашуваме се викаат прашални реченици. Прашалните реченици започнуваат со прашални зборови, а тоа се кој, каде, зошто, кога, што, колку и слично. Сега ќе ве замолам да го паузирате видеово и да се обидете сами во вашите тетрадки од дадениве зборови да составите реченица. Да провериме дали ја напишавте реченицата правилно. Со кој збор започнува реченицата? Со прашалниот збор колку. Потоа следи зборот нозе, има, кој? Жирафата. На крајот го пишуваме знакот прашалник. Колку нозе има жирафата? Имаме уште еден вид реченици, тоа се, деца, извичните реченици. На крајот на извичните реченици стои знакот извичник. Кога ги користиме овие реченици? Овие реченици ги користиме кога извикуваме или искажуваме. Што? Среќа, радост, тага, лутина, болка, страв. Сега повторно ќе ве замолам да го паузирате видеово и да се обидете во вашите тетрадки да составите извична реченица од дадениве зборови. Да ја провериме реченицата дали правилно ја напишавте. Уф! Реченицата треба да започне со зборот уф. Потоа следува знакот запирка. Кога ја користиме, деца, запирката? Кога нешто набројуваме или кога треба да подзастанеме со читањето, како што е сега во случајов со нашава реченица. Потоа следува зборот многу,
ме боли ногата. На крајот стои знакот извичник. Да ја прочитаме заедно целата реченица. Уф, многу ме боли ногата. Што искажуваме со оваа реченица? Искажуваме болка. Каква е оваа реченица? Извична реченица. Тоа, деца, беше се за денешниот час, а за домашна задача ќе ве замолам од дадениве зборови да составите и напишете правилни реченици во вашите тетрадки.